да им се заблагодарам на здравствените работници за пожртвуваноста која што ја манифестира, да се заблагодарам на соседите и на сите земји кои што излегоа во пресрет и прифатија дел од пациентите, на оние кои што испратија своји медицински тимови овде, кај нас, во Македонија. Борбата ќе продолжи во деновите кои што следат. Министерот напомена дека сите оние кои што биле во или околу објектот на овој ужасен настан, да се пријават на доктори да побараат медицинска помош, затоа што може да има ефекти после неколку дена, така што да следиме како ќе се развива состојбата, се прават надчовечки напори за да бидат сите пациенти стабилни и да си отидат дома во полна здравствена кондиција и состојба. Така што јас уште еднаш ќе сосема на крај ќе ви кажам дека како влада остануваме фокусирани. Сега во 14 часот имаме повторно состанок во рамките на владата кај мене за активностите кои што следат, потоа во 17 часот исто така имам уште еден таков состанок. Така што тоа што го кажуваме, тоа и ќе го правиме во периодот кој што следи. Благодарност до сите кои што се хумани, кои што сакаат да помогнат. После денешниот состанок ќе има и начин како таа помош може да се канализира, сметка за донации, така натаму, така што јавноста благовремено ќе биде информирана за чекорите кои што ќе следуваат. Имате ли информација колку ноќни клубови имаат валидни лиценци, докаде е истрагата во Министерството за економија? Да, шокантна е состојбата по тоа прашање. Дојдовме до заклучок дека во 2024 година се издадени вкупно 12 лиценци за кабареа. А вие сега можете да претпоставите колку клубови работат низ државата. Само 12 поседуваат лиценци, тоа од тие не знаеме кои се уште валидни, бидејќи на некој претпоставам рокот им е изминат, бидејќи тие се со важност од една година. Така што не очекува многу работа. Многу работа не очекува. Очигледно дека некој не си ја вршил работата и сега се обидува под наводно некаква политизација да ја соцкрие криминалната работа која што правил изминативе години додека раководел со таа институција. Нема да има милост, тоа јас и вчера го кажав, тоа ќе го повторам и денеска. Кој сака нека биде. Кој сака дека биде, од каква сака нека биде етничка припадност и од која сака нека биде политичка партија. Тоа што се случувало е повеќе од криминал. Ова е би рекол масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција да се случи. Премиер, овој конкретен клуб работеше 15 години на истите услови. Тоа подразбира дека минати неколку власти и одговорноста кај ќе се бара. Овој клуб извадил само 2 пати лиценца, во 2021 и во 2023 година. Значи цело време работел или без лиценца, а прашањето е тие што му подпишале во 21 и 23 како му подпишале и врз основа на кои елаборати и на кои документи му подпишале. Во 24-та видовме како му подпишале. Бидејќи на тоа бројче архивско на кое што се води оваа фалсификувана лиценца е кореспонденција со странски инвеститори. И тука повторно ќе кажам, да им одговорам на оние што прават полноќни пресконференции. Тука нема политика. Ќе одговарате сите, кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вадиме. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома зушти ќе ги вадиме. Ово треба да го знаат. Премиера, освен лиценцата од она што го слушнавме од истражните органи, овој клуб не исполнувал и други стандарди. Не е само овој клуб, јас ви кажувам 12 само имаат лиценци луѓе, све треба да се затвори. Све треба да се затвори. Но овде се ги затвориме. Трагедијата. Дали ќе затвориме све? Не гледате одговорности во другите институции, во актуелните институции поради неисполнување на законските стандарди? Видете, се боревме со политичката мафија. Ја победивме на избори. Се боревме со мазут мафијата. Ги ставивме во притвор. Се боревме со коцкарската мафија.
дел избегаа, дел се во притвор. Се боревме со енергетската мафија. Дел избегаа, дел се во притвор. Се боревме со уличната мафија. Сите се во притвор. Ќе ја победиме и оваа административна мафија. Премиере, дали ќе се направат напори да се отвори центарот за изгореници кој што не работи од 2016 во хируршката клиника Свети Наум Охридски, бидејќи ние немаме всушност во нашава држава центар за изгореници. Иако можеби немало да ги изгрижи толку сите пациенти, меѓутоа нема. Не сите, само тие може да има 3, 4, 5 луѓе. Тоа е капацитетот и кога би работел, кога е затворен, кога е донесена таа одлука да се затвори, е под услов полно да е функционален, 3, 4, 5 може да згрижат. Благодарност на овие луѓе тука, тоа го зборувавме и со директорот на фондот, и со министерот, и со сите од дека што се позади мене. Нашиот здравствен систем покажа дека е жилав и подготвен да прими ваков бран кој што е можеби голем предизвик за многу пософистицирани здравствени системи и за многу поголеми држави од нашата. Ја им честитам и сум благодарен од моје име и од името на владата. Градоначалникот на Кочани си поднесе оставка. Вие зборувавте вчера за морална одговорност. Ќе има ли и други оставки од функционерите кои што се одлагаат од вашата партија? Јас и вчера ви кажав и денеска ќе кажам, еве јас ја прифаќам целата одговорност на мене. Ако јас сум проблемот во оваа држава, јас ќе ја прифатам целата одговорност на мене, ако е тоа желбата на поединци. Но нема да имаат тоа задоволство сега, додека не ги поразиме сите оние кои што на криминален начин го направија тоа што го направија, а потоа ќе одиме на избори, граѓаните ќе кажат кој треба да сноси одговорност, а кој треба да заврши во затвор. А градоначалникот без никаква одговорност, ќе повторам, е доблесен и поднесе денеска оставка, бидејќи ништо не зависи во овој случај од него. А јас ќе повторам, сите институции овие 8 месеци жестоко се борат да ги поразат сите оние мафии кои што владеа 7 години во оваа држава, би рекол и децени, и тоа не може преку ноќ. Еве, јас сум виновен, на мене префрлете вината. Еве, на мене префрлете вината, јас сум виновен. Општина е одговорена за објект. Не е точно. Општината, објектот е легализиран во 2014 година и 99 година според елаборат кој што е согласно закон. Немојте ме молам да шпекулирате. Согласно закон е легализиран. Тој објект согласно закон за легализација на диво градби. 99-та и 2014 година објектот прво е добил дозвола за градба, а 14-та е дооформена таа парцела. До милиметар одговара согласно закон елаборатот. Општината има ингеренции во делот на комуналните инспектори да проверат ако има тараса дали е соодветно на елаборатот. Јасна е одговорноста на институциите во минатото. Имаме фалсификувана лиценца за работа. Фалсификувана лиценца за кеш. Почекајте истрагата да видите што све ќе открие во јавноста. Почекајте, јас знам, за да не ја нарушам истрагата, затоа молчам. Доволно, мислам дека соопштивме и доволно сме транспарентни. Премиере, ако може, значи најавите дека само 12 лиценци имало до... Има во моментот и тоа треба да провериме кои од тие се... Има апел до тие што веќе немаат лиценци да престанат да работат додека им се... Видите, секако се денови на тага. И секако нема да работат овие каварења. Но освен тие што имаат важечки, законски, легални лиценци, никој друг нема да работи. Еве, јас тоа ви го ветувам. Никој друг нема да работи. Знам дека после ќе речат, ќе останат луѓе без работа, ќе ни одат младите во Хрватска или не знам каде да барат работа, но еден човек да спасиме, нема после ќе набидам на светот. Еден да спасиме. А зошто е таква состојбата, тоа е друго прашање. Не можеме да се справиме со толку мафијашки кланови за 8 месеци, еден по еден мораме да ги требеме и ќе ги истребиме до последниот. И до последниот ќе ги истребиме. Еве, јас ви ветувам. Благодариме.